По усвојувањето на информацијата, владата им препорача на секторите економија, шумарство, ловство, енергетика, транспорт, одбрана и туризам во рок од 15 дена да дадат своје мислење околу предлогот за прогласување на Шара во категорија национален парк. Постапката потоа влегува во владина процедура, каде треба да се формира јавно предпријатие за управување со паркот. На крајот актот на прогласување треба да заврши во собрание, со гласање на претениците. Од пријателите на Шара не веруваат дека постапката ќе заврши оваа година, поради закажаните избори за 12 април, но според нив подобро да се одолжи процесот, отколку постапката да заврши за неколку месеци, а Шара наместо во пракса да биде заштитена само на хартија. Токму како пријатели на Шара платформа, ова ни била целта, значи сме организирале настани многу во две држави, значи Албанија и Косово, каде истото е прогласено, но можеби понекогаш само проформа. Од пријателите на Шара апелираат во постапката за прогласување за национален парк да се земат во предвид мислењата на мештаните од планинските села. Не треба само тоа што реков да се донесат документи, мислам процедурални документи и истите да им бидат наметнати на жителите, бидејќи тоа ќе биде тешко за прифаќање, а многу подобро би било реков паралелно да се работи и со жителите во нивната едукација и придобивките што ќе ги имаат понатаму. Иницијативата за прогласување на Шар планина за национален парк е долга 2 децении. За разлика од Кајнас на косовската страна, Шара е заштитена пред повеќе од 30 години. Ако се заштити оваа планина од наша страна, целиот шарпланински предел ќе представува најголем заштитен појас во југоисточна Европа.